Пријатели, добар ден. Добар ден на сите. Ви благодарам што сте ни гости, ако може виртуелно вака да се каже преку интернет. Госпозна кој вебинар ми е негде 20, можда ми никако не можам да се навикнам на нехуманиот начин на презентирање и на вакво влијание од врска, од интернет, од компјутер. Ја никако. Се повеќе почнува да ми смета и дури пред некој ден имав конференција во живо. Сите што бевме присутни, ја скокнавме кафе пауза, двете кафе паузи и едва за ручек завршивме. Завршиме побрзо си одиме. Баш така. Како што најавив, денеска гостин соговорник ми е Игор Панчевски од ГЕФ на ЕБРД. Така да имаме многу интересна тема. Првиот дел од презентацијава ќе биде едно кратко, да речам, повторување на еден, веќе имам направено еден вебинар со решенија за куќи, меѓутоа на брзинка ќе ги поминеме решенијата за семејни куќи. ГЕФ е во Македонија веќе неколку години и со Игор ќе ги поминеме сите најчести ставки на куќите кои што нормално ги покрива, односно партиципира во трошоците ГЕФ Македонија. Стандард ќе си бидеме цирка 45 минути. Ако имате кафе, супер. Ако немате, имате минута време дури да го направам воведо, да си направите и да си продолжиме. Ја шерувам. Мислам дека веќе се гледа. Пошто сум човек растен со градење на куќа, секогаш кога размислувам за куќа, кога размислувам што све треба една куќа да има, малце поемотивно влегувам у приказната и стално сакам, и кога зборам со колегите архитекти, со клиенти, кога зборувам, сакам да направам еден субјективен, ама пак реален попис на работи кои што една куќа треба да ги има. Така да стално тргнувам од некоја општа дефиниција на што е тоа внатрешен комфор, кој што треба да владее во една куќа. На вас, колегите архитекти кои што го практицирате убаво архитектурата, би оставил да направите една убава анализа на животниот стил на корисникот. Би тргнал да речем од дефиницијата за внатрешен комфор. Дефиницијава ја склопував од повеќе извори, убави авторитативни извори на интернет. И вика, внатрешен комфор е состојба која што владее во објектите, кога корисникот на просторот чувствува највисоко ниво на смиреност, најубаво дише, срцето најстабилно му чука, најоптимално се поти и во исто време ветре, односно испарува пот од него, има највисока, односно најоптимална изложеност на сонце и дише чист воздух во домот. Дополнително има попис на најважните услови за комфорен дом, нормално е воздух, топлина, некој збор не сум сгрешил, воздух, светлина, мир и безбедност. И на сето тоа, кога ги ставиме трошоците за одржување на објектот, тој објект мора да има и да биде економичен во одржувањето и да биде сето тоа на подолг рок. Комерцијално би се изразил дека КНАУ куќата е пресек на овие две работи. Значи, КНАУ ќе ви овозможи во вашите проекти да влезе да се исполнат сите тие параметри на дефиницијата за внатрешен комфор, а вие преку вашиот квалитетен проект ќе направите да се исполнат потребите, односно функционалните потреби на семејството за кој што проектирате. Сега кога збориме за позиции, нормално ќе ги набројам само позициите кои што КНАУ може да ви помогне. Игор ќе ги наброи сите дополнителни позиции од делот на електриката, од делот на машинството, кои што ќе затворат оваа убава комфорна куќа. Значи ќе почнам кратко со преградните ѕидови, ќе преминеме на фасадните ѕидови, системите за малтерисување и глетување, композитните системи за надворешна термоизолација или DEMIT, ETICS, кој како ги вика, системите за изолирање на кров, поплачување, хидроизолација и така натаму. Што се бара пред највеќе, значи од преградните и од фасадните ѕидови, ајде, кога збориме за преградните ѕидови, многу често можам да кажам тоа дека најчесто се случува во стамбените згради, меѓутоа многу често и колегите архитекти и инвеститорите многу често забораваат дека и внатре во една стамбена единица треба да ги имаат исполнето параметрите на звучна изолација, на термичка изолација, на противпожарност. Така да би издвоил позиции
еве да речеме звучна изолација, која што е најважна и дневна спална, кујна спална, бања спална и спална спална. Односно, спалната како едно тиво костро во домот, мораме да ја заштитиме од звуци кои што доаѓаат од поживите, да ги речам, простории во домот. И нормално во термичката изолација, нормално на позиција на фасада и позиции кон негреани или полугреани простори. Сега, мораме нешто што се случува, да речеме, и во стамбените објекти, постои еден тренд на исклучување од централното парно грејење, или пак ако збориме за поголеми куќи, енергетската ефикасност или одржливоста нивна иде до таму, да речеме, дење да се греат дневната трпезаријата и не знам и тоалетот, а навечер да се греат спалните. Така да термичката изолација не е за и незината функција не е за подценување дури ни во внатрешноста на објектите. Македонија си има правилници нормално за сите овие ставки. Сега нормално за куќи во делот на звучна изолација не постои правилник, затоа што никаде во свет не постои правилник за звучна изолација во една стамбена единица, било да е куќа, стан, апартман, како и да е, па дури и во хотели. Секогаш е према други корисници, меѓутоа од некоја пракса ќе ја примениме звучната изолација, која што ќе спомнам на следниот слайд. Во делот на термиката пак Македонија има еден убав темелен правилник за енергетски карактеристики на објекти, кој што е и во фаза на ревидирање, значи ќе стане уште попрактичен и уште поприменлив. Па така се појавуваат одредени параметри потребни за термичка изолација на фасаден зид, на рамен кров, на кос кров, према негреан, према греан простор, према сосед. Сигурно дека вие кои што овие параметри ги ставате во пракса, во вашите проекти, сигурно многу точно ги знаете вредностите дури од мене. Јас сум тука само да ви помогнам со нашите материјали да ги постигнете на најлесен и најекономичен начин овие параметри. Не знам зашто ова ми прави вака момент само. Значи, кога сме кај преградните зидови, ја тука би препорачал неколку типови на преградни зидови, затоа што се работи за момент само. Би ви препорачал 4 најстандардни кнауфови системи за употреба во еден стандарден проект за куќа. Значи би го овој првиот би го спомнал како наједноставниот систем, значи систем кој што има мали димензии, 10 см, има 52 децибели звучна изолација, има супер термика и е зид кој што го препорачувам за помошни простори. Вториот случај, Кнауф 212 со така наречената диамант плоча, која што сигурно добро веќе ја знаете, ја препорачувам за позиции околу спални. Рековме дека спалните треба да имаат највисока звучна заштита, така да ова е одличен систем кој што стварно ќе направи во комбинација со поквалитетна врата, односно вратно крило, ќе направи целосна интима на оние што спијат и апсолутно нема да бидат попречувани од погласните простории во домот. Третиот предлог, Кнауф 212 и е оној стандарден систем кој што го потребуваме во околу тоалетите. Има комбинација од соникборд и импрегнирана плоча. И оно што е многу интересно, зашто секогаш со 75 го препорачувам да биде, затоа што во конструкција од 75 мм слободно може да помине цевка од 55 или 55 мм. 50 мм со се мув, како го викаат проширувањето на спојката, веќе доаѓа до 6, така да дефинитивно може слободно да помине низ зидот. И на позиција каде што низ зидот треба да поминат било какви инсталации, најчесто се тоа одводи на вода, големи цевки, 110-ки, 125-ки, тука препорачуваме да се стави инсталацијскиот зид. Тоа е овој преграден зид овде, составено двојна подконструкција, двоен слој на изолација и 4, ако е помеѓу влажни простори, импрегнирани или диамант плочи. Што е многу интересно кај овој систем, што во него може да се скријат различни типови на инсталации. Значи не само што можат низ зидот да поминат одводните инсталации, во нив може да се скријат и многу ми интересно кога видам ми речат скриено казанче, ствари тоа не е скриено казанче, него е казанче кој што се гледа само е опшиено со гипс. Значи во 216 системот може дефинитивно целосно да се вгради казанчето и да не ги нема оние кубуси кои што сметаат во
во купатилата, него целосно во тој мев што се појавува помеѓу двете конструкции да се вгради казанчето. Сигурно ги знаете овие детали затоа што е доста присутен систем. Оно што е многу интересно кај него што оваа ширина може да варира, може да оди до 60 на сантиметри, значи овој е систем кој што може да прими големи инсталации во нив. Со употреба на кнауф ревизиските отвори, ние во секој момент можеме да имаме увид во тоа што го има позади плочите, односно инсталациите што ги крие системот. Многу практична работа и многу потребна во време кога нашиве зидови кријат многу типови инсталации позади нив. Системите ги наброивме, не можам да не спомнам две гипсени плочи, многу специфични. 2,5-3 години веќе старата Knauf Sonicboard, која што е плоча со одлична звучна изолација, има поголема тежина од стандардните плочи. Ако стандардните по EN 520 се околу 8,5 кила по метар квадратен, Sonicboardот е над 10 кила, значи донесува околу 20% плюс звучна изолација во системите во кои што влегува. А за диамантот, да ви раскажем, ќе ми треба малку повеќе време, затоа што не само што има поголема тежина, тоа е некаде околу 13 кила, има подобра звучна изолација, има високо ниво на импрегнација, значи слободно може да се користи во тоалети, во бањи, во кујни, за поплачување, значи места каде што треба да ја прекине влагата. Има исто ниво на противпожарност како црвените плочи, значи можете како проектанти да ја употребите во сите позиции каде што се става, каде што влегува се бара противпожарност. Има огромна отпорност механичка. Ќе видиме после тоа колку е, али ја чисто како пример, цементните материјали, цементни матери, цементни глед маси имаат околу 3 килонјутни површинска отпорност, гипсените плочи имаат 5, диамантот има 10. Значи 2 до 3 пати повеќе од традиционалните површини во домот. И нормално заради отпорноста и заради тежината, ова е плоча која што може да носи многу поголеми товари. Ви знаете оние типли за шуплив зид кои што се користат за нашите системи, на обична плоча може да носи до 25 до 40 кила, со диамант може да носи и до 65 кила. Значи ако земеме еден нормален елемент куински, висечки, може со две типли може да носи и до 130 кила без никаков проблем. Што каде одговара на прашањето што многу често го слушаме во стеноградба, како да закачам повар на Knauf зидовите. Сега, знаејќи ги веќе својствата на овие плочи, сакам да ви покажам еден трик зид, го викам. Зошто трик зид? Затоа што една од тенденциите на модерното градежништво е забрзувањето или упростувањето на проектите. Вие да ги поедноставите вашите проекти, за мајсторите да си ја поедноставнат работата на објекти, едноставно градежништвото да се забрза. Затоа ви го препорачувам овој зид, го викам 212S+D, затоа што во неговиот состав влегуваат Соник плоча во внатрешноста на зидот и диамант од надвор. Значи приметувате ова е стандардната Соник плоча и од оскора иде диамант. Што е интересно кај зидов? Прво има 58 децибели звучна изолација, што е феноменална звучна изолација дури за најзахтевните простории во домот. Има 10 килонјутни површинска цврстина заради диамантот. Значи, у принцип, што значи тоа за крајниот корисник? Значи дека до следното реновирање заради оштетени површини ќе помине многу повеќе од она што сме навикнати денес. Има H2 ниво на импрегнација површинска, што значи дека може да се употребува дури и во влажни простории. И на крај, за разлика од стандардниот Knauf зид со 4 плочи кој што има 30 минути против пожарност, овој има 60 минути против пожарност. Зашто го викам трик зид или универзален зид? Затоа што заради сите овие својства, импрегнацијата, површинската отпорност, високата звучна изолација, како проектанти можете да го употребите како единствен тип на зид кој што ќе влезе во вашиот проект. Тоа е секако големо олеснување на проектот. Што значи тоа? Кујна купатило, овој зид. Кујна дневна, овој зид. Дневна спална, овој зид. Спална купатило, овој зид. Целиот објект може да се направи со овој систем. Веќе во Македонија имаме преку 10 вакви објекти направено
и секако дека го олеснува планирањето на објектот, го олеснува изведувањето, а ја олеснува и самата контрола на објектот. Значи, само овој опис ќе влезе во вашиот проект. Нема зелен зид према купатило, црвен према ходник. Овој зид ви ги исполнува сите барања во станоградбата. Зидот ако го искомбинирате уште и со клизна врата, еден интересен систем, многу банален, многу лесен систем на видум, ама кога збориме за архитектура е систем кој што не само што штеди простор, туку и создава простор. Еве едно сликовито објаснување како може со употреба на клизна врата, која што влегува во кнаов зидот, можете да создадете една мини трпезарија во кујната или туш кабинет да ја претворите во када. Се е ова нов комфор или нова функционалност на вашите проекти. За фасадните зидови нема многу да ви одземам време, затоа што за фасадните зидови имаме убав вебинар, кој што ќе ве повикам да го погледнете. Вебинарот се вика Сувомонтажни фасади зидови и се наоѓа, беше ваков вебинар во живо, сега е снимка на YouTube, погледнете го кога имате време. Во секој случај, тоа се зидови кои што се и такако полни со волна, значи приметувате дека без разлика дали е V333 или Aqua Panel решение, тоа сите системи имаат два слоја на волна, а во следниве слайд 2 ќе видиме што значи тоа за термиката. Еве дека го споредиме, чисто во интерес на проектите, кога го споредиме со еден традиционален зид, зашто викам традиционален зид, затоа што е реално најчест и покрај неговата рудиментираност веќе, некаква 20 цигла, внатре малтерисана, од надвор со контактна фасада со 10 см стиропар или камена волна нека биде. Тоа е теживо, значи прво гледате дека тежината е 3 до 4 пати поголема. Се работи за систем кој што ќе одземе многу корисен простор од вашата основа, наместо овие 10 до 20 см ке нашите системи. Систем кој што ќе донесе многу ниска звучна изолација, што е многу важно, особено во веќе порано се знаеше куќите беа во помирните населби, становите беа во погласните. Веќе тоа нема таква граница, веќе и населбите кои што беа мирни, лично ја живеам во Жданец, 80 години сме играле сервис на улица, 2 сати нема да помине кола. Сега веќе дури автобус ни воведоа пред месец дена. Значи веќе оваа звучната изолација во фасадните зидови е многу важен фактор. Во термиката керамички блок со 10 см стиропор е малтане еднакво на 0,35 колку што бара правилникот, а кнаов зидовите секогаш целат барем 3-4 пати пониско од дозволениот максимум, значи веќе навлегуваме во дел на пасивни објекти. Противпожарноста, многу често ваквите елементи не се ни тестираат, иако некои знаат да достигнат и до 120 минути противпожарност, кнаов зидовите се декларирани од 60 до 120 минути противпожарност. Во време кога брзината, реков, е многу важен фактор, многу е важно кога зидот е 2,5 пати побрзо ќе биде готов, многу зависи, многу влијае и на буџетот и на нормално на тој скриен детал на комфорот која ќе го добиеме објектот. Ценовно, ценовно многу е тешко да се збори за цена, затоа што да провериме во 3 града на Македонија или да провериме во 3 населби во Скопје ќе ви кажат различна цена, меѓутоа ова се некои просечни цени. Ова се цени за различен тип на керамички блок или пенобетонски блок и ова е некоја средна цена на кнаов систем со двојна изолација и со противпожарни плочи. И оваа цена може да иде надоле и нагоре заради квалитет на материјалите и работната рака, и оваа цена може да иде надоле нагоре, меѓутоа во принцип во секој случај, секаде каде што сме работеле, имаме веќе што знам стотици веќе вакви објекти низ Македонија, во најлош случај сме барем еднакви со цената на традиционалната градба, со тоа што нормално традиционалната градба заради бавноста на градбата веќе и доста е поразната цената. За цената ќе збориме на конкретен објект кој ќе имате во ваш проект и баш би сакал во брзо време да добиеме шанса да ги провериме својствата на ваш проект. Дел од деталите, може би ве зачуди оваа бројка, дека 10 см може да биде зидот, меѓутоа еве го деталот. Еве еден армирано бетонски столб. Значи тука имаме CV100 конструкција, значи 10 см и 2 гипсени плочи.
овој профил во пракса секогаш го изфрламе 2 до 3 сантиметри надвор за да се компензира за нерамноста на бетонот. Бетонот секако дека не е како во AutoCAD, нормално дека си има некакви нерамнини и за да можеме да компензираме за тие нерамнини, нашата статичка пресметка дозволува профилот да излезе 2 до 3 сантиметри надвор без да се наруши никакво статичко својство. Така да од ова 100 минус 100 плюс 25, значи од 125 3 кога ќе излеземе надвор, отприлика 9,5 до 10 сантиметри испаѓа дебелината на зидот на вашата плоча. Проверете го семинарот, односно вебинарот за сувомонтажни фасадни зидови, ќе видите какви све детали споделивме таму и кои се предностите на сувомонтажните системи. Еве ги деталите, надворешен ќош, внатрешен ќош, така не постои никаков термички мост кој што ќе намали енергетската ефикасност. Многу интересен и многу корисен систем. Со само 6 см контактна фасада од надвор добива 0,22 вати на метар квадратен Келвин или скоро 2 пати подобро од минимумот кој што го бара Македонија преку своите правилници. 56 децибели звучна изолација и за мене најинтересниот параметар 49 кг на метар квадратен. Контактните системи за фасадна изолација се исто така обработени од вебинар на КНАУ, се вика КНАУ фасадни системи. Ве повикувам да го погледнете кога ќе ви биде така ќе ви станат важни податоци за контактна фасада. Оно што го кажав преска, ги штимав, секогаш ги штимаме дебелината на изолацијата да се постигне овој минимум од 0,35. Така да исто е случајот и со ова. Значи без разлика дали се работи за керамика или се работи за некакви пенобетонски блокови, дебелината, препорачаната дебелина на изолацијата се движи од 8 до 10 сантиметри. Кај пенобетонските блокови кои што имаат малце подобра термичка изолација од керамиката, да, можеби ламдата кај пенобетонот дозволува 8 сантиметри, меѓутоа заради сеизмичките, односно сеизмичките елементи во нашата градба, надпрозорници, надвратници, столбови, греди, секогаш треба дури да се работи со пенобетон, треба да се стремиме кон 10 сантиметри затоа што има многу бетон во нашите објекти. Еве ги нашите решенија за контактна фасада. Нормално се е тоа со ETA European Technical Assessment, односно дозвола за употреба во Европа. Го имаме систем со стиропор и имаме систем со камена волна. Ќе видите во вебинарот да го погледнете која е предноста, кои се предностите на камената волна. Би спомнал само пародифузност, што е многу важно кога се работи за внатрешен комфор, противпожарност, нешто што е влезено и во правилниците и на Европа и на Македонија. И за мене, како човек кој што се изнагледал низ Македонијава секакви рекламации на други производители, значи димензионалната стабилност. Камената волна има 10 пати помали термички ширења од стиропорот и ја прават многу потраен материјал. Меѓутоа, како и да е, КНАУФ има ETA сертификат и за камената волна и за стиропорот. Нормално во делот на цоклето, кога збориме за цокле, тука веќе не ни е потребна пародифузност, затоа кога збориме за цоклето, секогаш цоклето го обработуваме со типови на материјали кои што немаат капиларно ширење на вода. Стиропорот е до некаде водоотпорен, меѓутоа после некое време може да го подигне капиларно водата до некоја висина. Затоа на висина на цокле одиме со XPS, односно екструдиран полистирен или стиродур што го викаат, и нормално КНАУФ материјали кои што ги викаме на пазарот пластични, значи материјали кои што се целосно водоотпорни. Негде при крај сум со мојот дел, ми остана уште изолацијата на подкровијата. Подкровијата како голем дел од обвивката на објектите, според македонскиот правилник и многу строго регулирани, македонскиот правилник бара 0,20 до 0,25 изолација на кровот, што значи дека негде се бараат негде околу 20 см изолација. Нашата пракса покажала два важни параметри. Прво е, ово што го кажав, 20 см волна,
ќе видиме од кој тип, а она што ми е мене важно, затоа што на неколку објекти ни се покажало за клучно, противпожарноста. Моја лична препорака, имајќи го предвид градежништво во Македонија, начинот на функционирање и донегде и за поставената безбедност на луѓето, моја препорака е секогаш во облагањето на поткровја да се оди со или со две противпожарни плочи или со една противпожарна 20 плоча. Тоа е дебела плоча, не е 12 ибелка како стандардната, туку е 20. Двете решенија дозволуваат 30 минутна противпожарна заштита. Значи не дај Боже било каков тип на пожар да избувне во домот, односно во подкровниот дел, 30 минути нема тој пожар да се префрли на конструктивните елементи на кровот. Дополнително ќе имаме еден убав вебинар кој што ќе го спремам за веројатно одма после Нова година. Вебинарот ќе биде на тема подкровје, каде што ќе збориме, каде што колегите од Knauf Insulation ќе зборат и за контролата на пародифузноста во системите, па тогаш ќе збориме и за тој фактор. Меѓутоа во овој дел јас би сакал само уште нешто да напоменам, кога веќе спомнав противпожарноста и звучната изолација би ја спомнал, затоа што се помодерни се кровни лимови, кровни панели кои што имаат многу слаба звучна изолација и при дожд, при град, при било каква атмосфералија, многу стануваат бучни подкровјата. Така да ова решение со две противпожарни или една 20 масивна плоча донесуваат и висока звучна изолација. Ова е делот на Knauf Insulation кој што ќе го поминеме во вебинарот за кој што го правиме под капата на моето подкровје. Ако не сте отвориле таа страна, тоа е една многу интересна соработка на Knauf Insulation, Rehau и Wienerberger керамидите, така да имаме многу интересна тема за зборување во 2022 година. Доколку не се изберат сувомонтажните фасадни ѕидови, се отвара интересен фронт за малтерисување. Малтерисувањето на крајот на вебинаров ќе ви пуштам едно интересно видео за трка. Како изгледа трка меѓу корисници на MP75 машинскиот глед малтер и корисниците на традиционален малтер. Исто така ќе ви пуштам едно интересно видео со глед маси, затоа што кога се работи за куќа, се работи за вкус, се работи за повисоко ниво на естетика и би сакал да ви покажам на кратко што се можат нашите глед маси. Еве чисто изводок од тоа видео. Ја пробав ова дома, релативно успешен бев. Релативно голем збор. И во делот нормално на хидроизолацијата, односно системите на поплачување, ова се препораките за хидроизолирање на позициите, значи целиот под 10 см под зидовите вертикално и зони со директно прскање со вода. Наша препорака е употребата на Knauf Flächendicht, овој тежок германски збор кој што чудно изгледа напишан, се вика Flächendicht, односно површинска изолација, површинско дихтување. Ова е готова хидроизолација на база на природен каучук, која што се има густина негде како јогурт, како пудинг од прилика и многу лесно се нанесува на површините. Спремна е, нема мешање, нема чекање, само се нанесува во 2 до 3 раце и имате целосно безбеден систем. И за крај, во мојот дел, би сакал само ќе отделам посебен вебинар за ова, за изборот на лепаците во проектите. Сите сме свесни дека керамиката, порцеланот стануваат многу позахтевни, природниот камен, доаѓаат во мода големи формати на плочки, дебели плочки, кај во такви случаи доаѓа до големи напрегања меѓу подлогата и плочката. И морам да ве предупредам, секогаш кога имате кога проектирате системи за поплачување, да имате во предвид дека за секој тип на керамика, за секој формат, за секоја позиција, веќе спомнам флекс лепакот, кој што е онаа што викаме технологија плочка на плочка, го употребуваме кај што има мрзнење, кај што има високи температури, камини. Имајте во предвид дека многу е важен изборот на
лепакот. Мислам дека најголемата одговорност нормално е кај плачкарите, да знаат што користат, меѓутоа нормално во делот на надзорот и во делот на контролата, одговорноста е кај нас, архитектите. На крај, добро заптиеното и добро залепеното купатило го затвараме нормално со систем на фугирање, кој што го викаме Aquaprotect, и не можам да не се пофалам баш многу таза. Сите овие системи кои што до сега ги видовте, ги имаме имплементирано во големиот објект на Скопје Eastgate, кој што може да го погледнете. Значи, секако дека во првите 2-3 дења најважни ни се што можеме да купиме, меѓутоа и квалитетот на објектот е многу висок. Многу интересно да го погледнеме. Игор, ке ни кажеш ли на брзинка што е ГЕФ и како ние како архитекти можеме да го искористиме? Блажен, најпрво благодарам на тебе и на КНАУФ за поканата денеска, еве вака и пред нашите архитекти, да можеме да ја презентираме ГЕФ кредитната линија, иако не сме нови. Кредитнава линија е од 2017 година, значи веќе 4-та година, па и во 5-та влегуваме. Ќе трае се уште и морам да признам дека малтене е единствена кредитна линија со субвенција за граѓаните, за физичките лица. Значи, моето име е Игор Панчевски, технички консултант на ГЕФ кредитната линија. Денеска, заедно со КНАУФ, ќе успеам накратко само да ви испрезентирам што се може вашите клиенти да искористат од нашата кредитна линија, да го isfinansираат објектот, поточно да isfinansираат куќата во најголем дел од случаевите што ја прават и колку би било тој повраток. Па еве вака значи само на кратко, кредитнава линија е наведена исклучиво за физички лица, меѓутоа исто така и за совети на станари или здруженија на собственици. За тоа нешто малку покасно ќе спомнам. Оди преку неколку комерцијални банки во Македонија. Оди во моментов средства има во Прокредит банка и во Шпаркасе, меѓутоа многу брзо средства ќе добијат комерцијална, НЛБ Тутунска банка и која испуштив? Да, Охридска се спои веќе со Шпаркасе банка. Тие се тие банки кои што влегуваат во моментов. До сега веќе имаме isfinansирано неколку 18 милиони евра, меѓутоа во рок од 4 години 18 милиони евра се верифицирани и значи и повратени средства, меѓутоа меѓувремено сигурно се уште 2-3 милиони. Значи мислам дека сме веќе преку 20 милиони евра пласирани на пазаров. Гледајќи ја побарувачката и за жал немањето на други вакви средства, Европската банка за обнова и развој од 85 ја качи кредитна линија на дополнителни средства и сега сме на 135 милиони евра можност за искористување за сите овие работи. Поточно за финансирање на енергетската ефикасност. Она што ГЕФ е малце по-различен од, да речеме, локалниве линии, локалниве програми или субвенции, ние финансираме исклучиво енергетски ефикасно. Што значи имаме одредени карактеристики кои што еден објект или еден материјал или една технологија мора да ги исполни ако воопшто сакаме да бидат isfinansирани. Што финансираме? Малтене се. Да не кажам, се финансира се, меѓутоа од фаза карабина, па натаму. Не финансираме блокови, било какви, без разлика, дури да се енергетски ефикасни од типот на газбетонот, како Итонг или било кој други, без разлика не оди во тој дел, не оди делот нели на конструкција, бетонската конструкција, значи одиме од фаза на карабина и тука ни влегува изолација на кров, прозори, врати, изолација на дворешни ѕидови, подови, потоа делот на термотехничките системи имаме вентилација, системи за ладење, грење, тука влегуваат котли на пелети, гасни котли, топлински помпи, во делот на снабдување со енергија одат сончевите колектори за топла вода и фотоволтаичните системи. И имаме дел со осветлување кој што исто така го финансираме, иако морам да признам дека е помалку атрактивен, да речеме, кај клиентиве.
Не знам од кои причини. Меѓутоа, знае да биде голема ставка, посебно кога се прави нова куќа. Бога ми, ако го собереш сите ставки во една куќа, Да. сериозни пари се. Сериозни пари се, максималниот кредит што еден клиент може да го земе е 50.000 евра. И на тој кредит се дава субвенција меѓу 15 и 20%. Ако се вратам вака назад, зашто 15 или 20%? 15% доколку клиентот инвестира само во една технологија од овие овдека што ги гледате, пример само изолација на фасада, а доколку искомбинира со ладење, грејење или искомбинира со сончев колектор, значи две или повеќе технологии, тогаш оди 20% од подигнатиот кредит. Што значи, ако подигнал кредит на максимум 50.000 евра, добива 10.000 евра повраток на неговата трансакциона сметка. Не му се одзема од кредитот, туку си ги добива како средства. Она што е интересно, доколку се работи за поголем објект, за поголема куќа, може да аплицира двајца. И да оди целосната инвестиција, да речеме, до 100.000 евра, а повратокот автоматски ќе биде 20.000 евра. Што е одлична можност. Имаме малце покомплициран систем на признавање на трошоци, инвестицијски трошоци. Ова е прилично битно. Ќе го објаснам на кратко. Нормално, доколку има прашање и доколку дојдете до клиенти кои што би сакале да направат инвестиција и да земат ГЕФ кредит, јас ви стојам на располагање и моите контакти ќе бидат достапни преку Блажен. Што значи ова? Ова значи дека за сите овие 14 технологии ние ги викаме, имате можност за нивна инсталација и тие инсталацијски трошоци и материјали што одат пропратно да ви бидат признаени. Ќе ги земам како најинтересни, да речеме, изолација на надворешен зид. Како ги финансираме? Само да ги видам, вака. Значи прво кај нас мора да помине изолацијскиот материјал. Изолацијскиот материјал, еве ги овдека, мора да има ламда минимум 0,04. Само тогаш може да се финансира. Во нашиот каталог на производи, што е онлайн каталог, издефинирани се веќе кои производи може да бидат, комплетната гама, значи на КНАУФ, изолацијските материјали се веќе присутни таму. И сега, од цената на изолацијскиот материјал, вкупната цена, имате можност да потрошите, да потроши клиентот уште 600% за негова инсталација. Тука влегува работна рака, влегуваат, кажи го, сите пропратни материјали, лепаци, абри, типли, малтери и така натаму. И она што е многу интересно, за кој што денеска, да речеме, може ќе ви биде и на вас поатрактивно, може да влезат и самите проекти. Значи, во случајов, ако се работи со изолација под кров, врати, прозори и така натаму, влегуваат архитектонскиот проект. Доколку работат систем за ладење и грејење, може без проблем да влезе во пропратните материјали машинскиот проект. Кај осветлувањето може без проблем да влезе проектот за електрика. Така да, самите проекти влегуваат како пропратен материјал, тоест како потрошни, дополнителни трошоци ги викаме, ајде веќе сите некако различно ги викаме, прифатливи инвестицијски трошоци, и на тие средства клиентот што го земал кредитот добива повраток назад од 15 до 20% во зависност нели дали една или две технологии има направено. Значи, ако клиентот сака да се ценка со архитектот и му вика не, твојот проект не вреди 2000 евра, архитектот може да рече дај ми 2000 евра, ќе влезеш во проектот ГЕФ и ќе направиш поврат од 20%. Така е. Не е мала заштеда и на тоа. Така е, морам да признам дека е исклучително голем интересот. Имаме фирми кои што во директна комуникација сум со нив 30 до 40% од продажбата им оди преку ГЕФ. Тоа е сериозна бројка на искористување, значи на самата фирма, самата продажба што му оди преку ГЕФ, 30 до 40%, тоа е веќе огромен успех за нас, морам да признам. И информираност и придобивки. Информиран архитект, добар проект и добро испланирани пари. Баш така. Мислам, како да кажам, вин-вин комбинација и за клиентот, и за архитектите, и инженерите што ќе работат, и на крај крајава и за банките и за нас. Нормално, кредитов
се добива од Европска банка за обнова и развој, а грантот што се дава е поддржан од Европската унија. Значи грантот доаѓа од друга страна. Ова на краткотраен кредит повратокот е поголем од каматата. Тука може да си направи секој своја математика. Пази, кога се работи за поголеми објекти, 60, 70, 80, 100.000 евра, во најголем случај луѓето земаат кредит. Да. Кога го земаат, зошто да не биде геф и плюс да земат дополнително назад субвенција 20%. Се враќаат у кеш парите, мене ми е парите се враќаат у кеш, дали клиентот ќе реши да ги врати назад у кредитот, да си ја намали или ратата или периодот, тоа е до него. Но се добиваат у кеш. И тоа не се добива за 100 години, што би се рекло, се добиваат од денот кога ќе аплицира дека се е завршено, за 45 дена парите ги има на сметка кај него. И тоа е 100%. Не кажам на жена ми ќе уживам со парите. И тоа е 100% загарантирано. Секој што земал кредит, земал грант. Нема тука лотарија, па го извлекле, па не го извлекле и така натаму. Ова се одредени технички критериуми за секој од технологиите. Значи да не ги навлегувам, буквално се што имаме, најатрактивни се во моментов во делот на ладење и грејење топлинските пумпи, кај него бараме COP коефициентот да биде поголем или еднаков на 4,3. Ламдата ја спомнав кај изолацијските материјали, морам да признам дека поголем дел веќе ги исполнуваат. Така да, ова го имаме на самата наша веб страна. Ова е каталогот, или ние го викаме селектор на технологија, каде што ги имате сите производи кои што веќе се верифицирани од наша страна и истите можат да бидат финансирани према клиентите. Веб страната и линкот го имате овдека горе, ebaradagef.com/Macedonia/MK и од овдека па натаму на левата страна ги имате сите категории. Кога ќе кликнете на категоријата, од десно ви се појавуваат сите производи кои што во моментов се верифицирани. Нормално, може и нови производи, не сме опфатиле 100% од пазарот. За новите производи се доставуваат на имейл технички податоци и ги верифицираме дополнително. Ова е некој пример на фамилиарна куќа, резиденцијален објект што сме го имале, инвестиција 4.000 евра, 10 см топлотна изолација, плюс прозори и котел на пелети. Од она што со клиентот имаме повратна информација дека трошоците му се намалени за енергија на годишно ниво за 540 евра и плюс на ова дополнително има добиено стимулација од 20%, значи 800 евра. Кога ќе земете 540 евра дека само во енергенс ги има намалено годишно, па доаѓаат колку доаѓа, 7 и нешто, 7,5 години, нема ни 8 години повратокот на инвестиција. И земајки го дури и стимулот што го има од 800 евра. Значи, горе-долу околу 7 години е повратокот на инвестиција. Да не зборуваме за комфорт. Ако се земе реална просечна плата во Македонија, се скоро 2 просечни плати во Македонија да останат во буџетот, а да не отидат у ладење грејење. Нема што да искоментирам. Она што би сакал, го кажав на почетокот, она што би сакал само уште малце да го нагласам, што можеби ќе биде интересно за архитектите, доколку, значи освен самите физички лица, ГЕФ овозможува да се направи енергетска санација или енергетско реновирање и на самите згради, значи на цела зграда. Со тоа што овдека субвенцијата за станарите изнесува од 25 до 35%. Исто, 25 доколку пример прават само санација на фасадата, а доколку се решат да направат замена и на прозорите, тогаш субвенцијата оди до 35%, што е супер. Меѓутоа тоа мора да биде комплетна фасада, не може да бидат само појаси или мора да биде целата фасада изолирана, затоа што ефектот во делот на заштита на енергија се добива само кога е комплетно се изолирано. Доколку има заинтересирани згради, како се вика овие асоциации, туку Здруженија на станари и така натаму,
па дури и управителиве што се на стамбени згради. Доколку имате контакт или има некаква желба од самите станари, ние стоиме на располагање. Ова исто така оди преку банка. Има различни начини како ова се изведува, сега да не го оптоварувам вебинаров со сите тие работи, меѓутоа можеме да излеземе во пресред. Исто проектите се обавезни, овдека обавезни се и сертификатите за енергетски карактеристики на згради и истите може да бидат субвенционирани од страна на ГЕФ програмата. Значи влегуваат во признаени трошоци на зградата, на реновирањето. Еве, отприлика ова е толку од мене. Блажен, ти препуштам да направиш мала една калкулација. Од информациите кои што денеска со Игор ги разменивме, направив една кратка симулација на системите кои што ги спомнав во првиот дел на презентацијата. Значи зборев за стандарден преграден зид, зборев за сувомонтажен фасаден зид, зборев за контактна фасада и зборев за изолација на кров. Рековме преска, Игор спомна дека носител на повратокот, односно носител на вредноста, затоа што се работи за енергетска ефикасност, е изолацијскиот материјал во зидот. Па така да речеме, ако тоа е најистакнато да речеме кај сувомонтажниот фасаден зид. Материјалот на сувомонтажниот фасаден зид V333, целиот материјал изнесува некако околу 1600 денари, зборам само за сувомонтажниот дел. Во него, во внатрешноста на системот има волна во вредност од околу 600 денари. Видовте дека на таа позиција повратокот, односно се дозволуваат уште 600% од вредноста на волната дополнителен материјал. Значи тука ќе влезе вредноста на профилите, вредноста на гипсените плочи, на гипсфазерот и од таа заедничка вредност ГЕФ одобрува повраток од 15 до 20%. 15 до 20% на оваа позиција е од 630 до 840 денари. Значи, позиција која што вреди 1600 денари, може да ви направи повраток од 630 до 840 денари. Нормално, заради таа разлика во процентите, во оваа вредност може да влезе вредноста на архитектонскиот проект. Може да влезе. Да, скеле, работна рака, се влегува тука. Многу трошоци, реални трошоци. Значи овде не зборуваме за виткање на правилата или на регулативата, него збориме дека широковидоста на ГЕФ проектот до таму оди да ги признава и реалните останати трошоци на објектот. Или за преградните зидови, каде што нормално оди малце полесна волна, каде што волната е во вредност од 120 денари, по метар квадратен може од евро до евро и пол скоро може да се направи поврат на зидовите. Ако споредиме со традиционалните системи, без разлика каков тип на зидарија е, таму повраток нема. Така сите предности кои што ги зборевме преска, плюс повратокот кој што ГЕФ може да го направи преку својот механизам. Кај изолацијата на кров може да се движи од 189 до 252 денари по метар квадратен, кај изолацијата со камена волна може да оди од 693 до 924 денари, пак со 600% да речем надмашување на трошоците, каде што реално може да влезе на поголема фасада, на поголем објект, може да влезе убава вредност на архитектонскиот проект. Значи не само што ќе вредноста на архитектонскиот проект ќе отиде на кредит, што ќе биде големо олеснување на клиентот, туку и за таа вредност клиентот ќе добие 20% поврат затоа што се решил за поквалитетен и енергетски поефикасен објект. Ја би сакал да ве потсетам на сите канали на кои што сме ви достапни и да ви се заблагодарам на вниманието. А сега се враќаме на дали има некакви прашања. Како почнува процесот за аплицирање, од која банка или од консултантот? Фала за прашањава. Ана, процесот започнува или од самата фирма. Процесот уствари може да започне од било каде. Може да започне од архитектот ако го насочи клиентот. Меѓутоа, што треба да има клиентот, претпоставувам тоа и беше прашањето, за да може да аплицира. Она што му треба е клиентот да ги набави соодветно профактурите со сите пропратни материјали за неговата инвестиција. Нормално, во профактурите мора да ги има сите оние материјали кои што се веќе признаени од наша страна и оди во банка. Банката ги разгледува профактурите, ако е се во ред
Она што е исто така многу интересно и што фирмиве го сакаат, банката прави директно плаќање на фактурата. Значи не одобрува кредит па му го дава на клиентот, па клиентот да прави плаќање, бидејќи сме имале такви случаи, па клиентот наместо на фирмата што е издала профактурата платил на друго место, па сме имале одредени да речеме проблеми. Овдека банката го прави плаќањето на профактурата, фирмата си ја изведува набавката што е платена, дали е фасада, дали е систем ладење, грејење и така натаму, и по завршените работи доставува фактура на клиентот, клиентот оди во банка и поднесува барање за повраток на средства. Во рок од 45 дена ги добива на негова сметка. Друго прашање? Разбирливо ми да немате прашање, затоа што знаеме дека ГЕФ е одобрена во Македонија, меѓутоа ќе запишеме. Ќе напишеме во на имејлот кој што го имате оставено при регистрацијата, ќе ви доставиме линки од интернет страната и контакт од Игор. Значи разбирливо е, иако ГЕФ е веќе подолго време во Македонија, врската со архитектите, од архитектите многу малци имаат информации за овој проект, а гледате какав е потенцијалот. Веќе сме 52 минути, не би сакал да ви одземам време. Фала многу. Не би сакал да ви одземам повеќе време. Игор, фала ти уште еднаш за времето. Фала блажени на вас. Закнало се надевам дека остануваме у соработка и тука сме за сите понатамошни проекти. Секако. Дали за секој тип на стамбен објект важи финансирањето преку ГЕФ? Куќа, стамбена зграда, временно сместување и слично. Кратко, да. Да. Стамбена зграда, во смисло претпоставувам мислевте на станот каде што живее клиентот. Или само за стан. Значи, ајде вака. За физичко лице важи инвестиција во стан, каде што живее, не мора да биде негов, тука не бараме ништо посебно. Куќа, да, во било која. Куќа, а во однос на стамбена зграда, да, во секоја стамбена зграда во која што, да речеме нормално, во постарите, каде што има сериозен проблем со термиката, со изолацијата, термичката изолација и со трошењето на енергенсите, секоја зграда ние не правиме никакви разлики од тој аспект. Во цела Македонија. Сигурно ќе имате други прашања. Јас уште еднаш ви заблагодарувам и бидејќи ова е најверојатно последниот вебинар за 2021 година, ке речев 20-та, пошто брзо ни помина, ви посакувам убаво здравје, убаво расположение и доволно нерви да се видиме во 2022 јануар или кога и да се видиме. Ветувам пак интересни теми на вебинарите и ви посакувам убави празнични денови, да се одморите, да се гледаме за убави теми. Фала ви многу. Поздрав и од мене, фала многу. Се гледаме. Чао.